civilmedia.mk. Ова се кратки нозе. Добре дојдовте. Заедно со вас разоткриваме дезинформации со неспорни факти и аргументи. Во ова издание зборуваме за дезинформации поврзани со говорот на Кристијан Мицкоски на партискиот конгрес на ВМРО-ДПМНЕ, како и за дезинформации за наводно загинување на македонски возач на камион во сообраќајка во Бугарија. Почнуваме веднаш. Неколку медиуми известувајќи за конгресот на ВМРО-ДПМНЕ изнесените ставови на реизбраниот председател Мицкоски пред делегатите пренесоа дека зборувајќи за неговиот политички опонент, тој го нарекол пазарџија од Горњи Милановац. Порталот Макпрес на 12 декември објави наслов Мицкоски наспроти пазарџијата од Горњи Милановац одбирам да сум човек кој ќе штити морал во политиката, без разлика на критиките, во кој пренесува дел од говорот на Мицкоски. Ги слушам и оние кои велат ете го професорот во него, а забораваат дека од другата страна имаме пазарџија од Горњи Милановац, кој ненормалното го прикажува за нормално. Овој дел од говорот беше пренесен и од порталот Обсервер, а фокус во насловот Мицкоски пред делегатите, тој бил професорот Азаев пазарџија од Горњи Милановац, објаснува дека Мицкоски во говорот пред делегатите во еден дел посочи дека сите може да приметат дека не го споменал Зоран Заев и СДСМ, но и дека сепак Мицкоски вечерва зборувал за Заев и тоа во затворениот дел од Конгресот. Но ајде да слушнеме и да видиме што навистина кажал Мицкоски на Конгресот во видеото објавено од ВМРО-ДПМНЕ. И слушам и оние кои велат ете го професорот во него, а забораваат дека од другата страна имаме или имавме, не знам како ќе помине денешниот ден, пазарџија од Горњи Милановац, кој ненормалното го прикажува за нормално. И ако тие така се однесуваат, не значи дека моето однесување и желбата да штита морал во политиката е грешка. Квалификацијата на Мицкоски алудира на животната приказна на Заев објавена во Српски курир, каде тој раскажува за детството и младоста кога со семејството продавал земјоделски производи на пазар во Горњи Милановац, а не дека бил пазарџија од Горњи Милановац. Заклучок, професорот Мицкоски на Конгресот не го спомнал експлицитно Заев, но сепак зборувал дека од другата страна имал пазарџија од Горњи Милановац кој ненормалното го прикажува за нормално. Овој вредносен суд на Мицкоски е класична дезинформација и обид за омаловажување на политичкиот противник, бидејќи не станува збор за никаков пазарџија од Горњи Милановац. Од оваа навреда и дезинформација уште повеќе разочарува поценувачкиот однос на Мицкоски кон професии што очигледно не ги смета за достојни на неговото професорско ниво, а од кои честно заработуваат и обезбедуваат екзистенција илјадници семејства во земјата. Навистина, тешки професии се продавањето земјоделски производи на пазар и мотиката, но и далеку почесни од она што можеме да го видиме кај нас во политиката. Меѓу порталите кои известија за Конгресот на ВМРО-ДПМНЕ изнесените ставови на Мицкоски пред делегатите беше и Курир, кој на 13 декември 2021 година објави наслов Говорот на Мицкоски привлече големо внимание, реторика која обединува без напад кон ривалите, но со точни решенија за проблемите. Говорот на Мицкоски по неговиот реизбор за лидерската позиција привлече големо внимание. Беше различен од досега и посветен исклучиво на партиските цели, со повици за обединување. Во говорот немаше ниту критика кон опонентите, односно актуелната власт, тврди Курир. Но ваквата оценка не ја поминува елементарната проверка на факти. Како што видовме претходно, Мицкоски во својот говор го критикува и омаловажува политичкиот опонент, користејќи потценувачка реторика и дезинформации дека бил пазарџија од Горњи Милановац.
Но и во делови одговорот на Мицкоски што ги пренесува самиот Курир има експлицитни критики кон актуелната власт и нејзините политики. Например, во делот кога Мицкоски говори: "Сметам дека како општество премногу долго сме во истото мочуриште во кои не доведоа неодговорни и лукративни политики." Или кога Мицкоски експлицитно ја критикува корупцијата во државата и хибридниот режим, велејќи дека во светски рамки сме во друштво на некои хибридни државни творби од Африка, а меѓу другото оценката е дека и тука владее хибриден режим кој секоја година повеќе заглавува во криминалот и корупцијата. Но оваа критика на Мицкоски дека тука владее хибриден режим кој секоја година повеќе заглавува во криминалот и корупцијата не е објективно представување на оценките од меѓународните индекси, туку е спин и манипулација. За ова пишуваа проверувачите на факти од Вистиномер минатата година во текстот Контраспин: "Подобро хибриден режим отколку заробена држава." Оценките на многу светски индекси не се задоволувачки, но се подобри од оние со кои бевме оценувани во минатото. Накусо, Курир останува со кратки нозе кога тврди дека Мицкоски на Конгресот немаше ниту критика кон опонентите, односно актуелната власт. Истото важи за критиките на Мицкоски, обременети со навредлива реторика и манипулации со фактите. Сообраќајна несреќа во Бугарија во која загина возач на камион беше предмет на разни неофицијални информации, шпекулации, но и дезинформации во дел од медиумите и на социјалните мрежи. Возач на камион со македонски таблици загина во Бугарија во тешка несреќа на автопатот Тракија, објави телевизија 21, повикувајќи се на првичните неофицијални информации од МВР на Бугарија за оваа телевизија. Фактор пак пренесе камионџија од Македонија загина во Бугарија во судар со друг камион. Сител, повикувајќи се на бугарски медиуми, објави нови информации дека загинатиот возач во несреќата во Бугарија возел камион со турски таблици. Подоцна, истиот медиум објави дека загинатиот возач не е македонец, а и дека камионот немал турски, туку црногорски таблички. Портпаролот на окружното обвинителство во Стара Загора, Георги Видев, за мија изјави дека загинатиот возач е државјанин на Црна Гора, а камионот што го управувал бил со црногорски регистарски таблички. Се вели во содржината. Информациите што ги пренесе Мија од МНР и дополнителните проверки на амбасадата во Софија укажуваат дека, според досега добиените податоци, нема информации за сообраќајна несреќа во која учествувал камион со регистарски таблички на Македонија, ниту за наш државјанин кој го загубил животот, информираат за Мија од МНР, а пренесе Канал 5. Многу медиуми и во Бугарија и кај нас повторно останаа со кратки нозе, информирајќи за сообраќајна несреќа. За жал, и овој пат, наместо проверени информации, одговорност и професионализам, видовме лов на кликови со шпекулации, дезинформации и сензационализам. Тоа беше се во овие кратки нозе. Очекувајте на наскоро во нова заедничка потрага по вистината. Останете со Цивил Медија.